Почитувани го следите најновото издание на регионалните вести. Започнуваме со првата информација. Во општина Јагуновце е отворена подрачна канцеларија на Центарот за социјални работи Тетово, која ќе дава услуги и на останатите рурални општини од овој регион. Со подрачните канцеларии ќе се растеретат гужвите во Центарот за социјални работи Тетово, а услугите од оваа институција ќе бидат подостапни поблиску до жителите од руралните општини. Интенцијата е да се отворат вакви 50 канцеларии ширум државата. Значи испорака на локални услуги блиску до граѓаните согласно нивните потреби. Во таа насока отворањето на канцеларии во локалните самоуправи низ целата држава на Република Северна Македонија навистина значи олеснет пристап до социјалните права и услуги за сите наши сограѓани. Знаете дека во моментот, значи, односно имавме состојба на 30 меѓуопштински центри за социјална работа. Во моментот работиме на отварање на 50 канцеларии низ општините ширум државата. Таква и канцеларијата која што денес ја отвараме во општина Јагуновце. Во пракса тоа значи дека секој граѓанин и граѓанка на оваа општина нема да мора да оди до Центарот за социјална работа во Тетово за да аплицира за некое право од социјална и детска заштита, туку истото ќе може да го направи тука. Отварањето на самите канцеларии значи и дополнително нови вработувања и за локалното население. Значи интенцијата и веќе се обезбедени согласности за нови вработувања кои што ќе ги покријат овие локални канцеларии. Паралелно со тоа се работи и понатаму значи на зголемување на бројот на вработени во центрите за социјална работа. Подрачната канцеларија е сместена во објект во непосредна близина на зградата на општина Јагуновце. Оваа канцеларија отвараме за подобар сервис на граѓаните на општина Јагуновце. Во објектот каде е сместена подрачната канцеларија на Центарот, лоцирано и подрачното одделение на Агенцијата за вработување Тетово. Целта е институциите на државно ниво да се децентрализираат и во општините од руралните средини. Во гостиварскиот регион на годишно ниво се склучуваат од 550 до 600 бракови. Просечно во гостиварскиот регион годишно се склучуваат од 550 до 600 бракови. Според податоците од одделението за водење на матични книги во Гостивар, во текот на ланската година биле формирани 563 нови брачни заедници. И 2019 не е исклучок кога станува збор за увезувањето на невести, па и младоженци. Така лани биле склучени 20 на бракови со странски државјани. Дека гостиварци бараат брачни другари од околните земји како Албанија, Косово, Србија, Хрватска и од западноевропските како Швајцарија, Германија не е нешто ново и непознато. Но интересно е што брачната среќа се бара и во многу подалечни земји. Потоа лани се издвојуваат два случаи на бракови. Во едниот гостивар добил зет од Египет, а во другиот невеста од истата земја. Во врска со случајните бракови, значи 2019 имаме 563 бракови, од кои 458 вклучени во Гостивар, 23 наши државјани со странски државјани во Гостивар вклучиле брак и имаме во странство, значи наши државјани со странски државјани, по не во Гостивар, него во странство, имаме 105 бракови. Има од неколку држави, како например што е Германија, Швајцарија, Австрија, Србија, Косово, Албанија, Турција и други држави. Статистичките податоци зборуваат дека просечната возраст на невестите е 26 години, додека на младоженците 29. Најмногу свадби има во месец август, а најмалку во март и април. Што се однесува до разводите, тие бележат тенденција на опаѓање и тоа за прв пат во последната деценија. Минатата година во Гостивар имало вкупно 90-тина, од кои, според податоците на социјалните служби, околу половина биле разводи во кои брачните партнери имале малолетни деца. Конечно ќе се уредуваат новите православни гробишта во атарот на село Фалише.
Новите градски православни гробишта кај Тетовско фалише конечно по повеќе од една деценија откако се пуштени во употреба, ќе започнат да се средуваат. Јавното комунално предпријатие Тетово најави дека хортикултурно ќе ги уреди, а формиран иницијативен одбор за изградба на затворен објект и црква во дворот на гробиштата. Советничките групи на ВМРО, ДПМН и СДСМ велат дека на една од наредните седници ќе побараат со средства од буџетот да се изградат дел од предвидените објекти. Сега градските гробишта во фалише треба да бидат токму оние каде што ќе започне да се уредуваат онака како што е нацртано во планот, затоа што има план за градските гробишта во фалише, план во кој што се содржани сите работи кои што треба да ги содржи тоа тие гробишта, меѓу кои и црква, помошен објект и менза за граѓаните. Градоначалничката на Тетово Теута Арифи вели дека буџетот за наредната година веќе е изгласан, но за вакви проекти кои се од витален интерес за жителите од православна вероисповед, општината може да обезбеди средства. Доколку се покажат слични потреби, спремни сме за да можеме исто така да дадеме придонеси тука. На последната седница на Советот на општина Тетово беше одлучено новата капела кај старите градски гробишта во Тетово да биде предадена во владење на ЈКП Тетово и наскоро истата ќе треба да биде ставена во функција. Локацијата на новите градски гробишта сега е како запуштена ливада. Нема никаков затворен објект, ниту пак некакво христијанско обележје. Оваа локација беше избрана уште во 2007 година поради недостиг на слободни гробни места на старите градски гробишта во Тетово. Досега нова локација се погребани над столица. Според првичниот проект кој е реализиран само на хартија, местото е предвидено за 2600 гробни места. Хидроенергетскиот систем Маврово лани го надмина предвиденото производство на електрична енергија. Мавровскиот хидроенергетски систем ја заокружи 2019 година со надминат план на производство на електрична енергија за околу 6,5%. Во годишниот план биле предвидени 394 милиони 388 илјади киловат-часови струја, а хидроцентралите во склоп на ХЕС Маврово произвеле над 419 милиони. Можам слободно да изјавам дека се гордееме за така висок процент на остварено производство, што е заслуга секако на погонската спремност на нашите агрегати, на сите 3 електрани и на нашите 9 агрегати, кои што со помош нормално на нашите вработени, преку текот на цела година, ги држаме во добра кондиција да го постигнеме овој стварно значителен резултат, кој што не се остварува секоја година. Можам и да потенцирам слободно и покрај хидролошката лоша година во 2019 година. Новата 2020 година мавровските хидроцентрали ја дочекуваат во добра кондиција и подготвено. Планирано е производство на 311 милиони киловат-часови електрична енергија, што се очекува да се реализира и надмине за некој процент, иако, како што велат, нема големи резерви на вода во акумулацијата. Имајќи во предвид дека лани го надминавме со 106,45, верувам дека и оваа година сигурно ќе го оствариме планираното производство и со некој процент над 100 сигурно ќе го надминеме, иако резервата на вода во акумулацијата ни е на незавидно ниво, што се вика, ама временските прилики знаат да се менуваат, така да и оваа година очекуваме во вторава половина на јануар врнежи од снег, според нашите прогнози кои што ги пратиме, а во пролетните денови врнежи од воден талок претворени во дожд, така да нема стравување дека нема да имаме резерва од вода како суровина за производство на електрична енергија и дека ќе имаме недостиг од киловат-сати потребни што треба да ги дадеме во придонес во вкупниот биланс на производство на ЕСМ на Македонија. Мавровскиот хидроенергетски систем со трите централи Вруток, Равен и Врбен и со вкупна акумулација од 277 милиони метри кубни вода представува еден од најголемите и најсложените во македонскиот електроенергетски систем. Во вкупната инсталираност на хидрокапацитетите во земјата учествува со 42%. СВР Тетово информира за неколку случаи за поседување на дрога.
Секторот за внатрешни работи Тетово, Одделение за внатрешни работи Гостивар, вчера до основното јавно обвинителство Гостивар поднесе кривична пријава против 29 годишен скопјанец поради основи на сомнение дека сторил кривично дело, неовластено производство и пуштање во промет на наркотични дроги, психотропни супстанции и прекурсори. Пријавениот се сомничи дека во текот на овој месец од Република Албанија набавил поголема количина хашиш смола и хашиш масло, која планирал да ја продаде во Скопје и други градови во земјата. Тој на 13 јануари годинава околу 19 часот лишен е од слобода на магистралниот пат Гостивар-Кичево, бидејќи при преглед на неговото возило со скопски регистарски ознаки биле пронајдени 2 шишиња со масло од канабис. Судија на претходна постапка во Основниот суд Гостивар вчера му определил мерка притвор од 30 дена и тој е спроведен во казнено-поправната установа Затвор Скопје. Вчера околу 17 часот на магистралниот пат Гостивар-Тетово во близина на бензинска пумпа на излезот од Гостивар, полициски службеници на СВР Тетово лишиле од слобода двајца 25 годишници од Гостивар и 25 годишник од Гостиварска Долна Бањица. При преглед на возилото, без регистарски ознаки, што го управувал еден од нив, пронајдена е марихуана. Тројцата се задржани во полициската станица Гостивар за целосно документирање на случајот. Околу 19 часот и 20 минути на улица Илинденска во близина на угостителски објект во Тетово, полициски службеници на СВР Тетово привеле 30 годишен тетовец, бидејќи се однесувал агресивно кон нив, додека тие обезбедувале место на претходно случајна сообраќајна незгода. На ова лице ќе му биде изготвен соодветен поднесок. Исто така, вчера во 21 часот, 40 годишник од Гостиварско Дебреше пријавил дека околу 19 часот во угостителски објект во селото физички бил нападнат од 45 годишник, 24 годишник и 15 годишник од Дебреше и дека му биле упатени закани по животот. Тројцата инволвирани во физичкиот напад лишени се од слобода. По документирање на случајот ќе следува поднесок. Македонската ракометна репрезентација за прв пат после 22 години е елиминирана уште во првиот круг на Европското првенство. Ракометната репрезентација на Македонија забележа тежок пораз од домаќинот Австрија во рамки на третото коло на Европското првенство. Конечниот резултат од 32:28 за Австрија на крајот значеше чесен пораз за нашите ракометари, со оглед на тоа што домашните на моменти имаа и предност од 11 голови разлика. Македонија лошо го отвори надпреварот и уште од стартот им дозволи на австриските ракометари да наметнат свој ритам, за кој немавме решение во одбраната. Со овој пораз Македонија за прв пат после Европското првенство во Италија во 1998 година е елиминирана уште во првиот круг и настапот го завршува на 15-тото место на конечниот пласман, што воедно представува наш најслаб резултат на 6 европски првенства на кои настапивме. Со пласманот на 15-тата позиција македонските ракометари си го искомпликуваа и патот до светското првенство во Египет, со оглед на тоа дека согласно пласманот Македонија ќе биде во групата на неносители во баражот за пласман на светскиот собир. На вториот надпревар во групата Б, Чешка очекувано ја совлада Украина со 23:19. На конечната табела Австрија и Чешка завршија на првите две позиции со 6, односно 4 бодови и го продолжуваат настапот на Европското првенство. Македонија го освои третото место со 2 бодови, додека Украина заврши последна, четврта во групата Б, без ниту еден поен. За продавачите на зелениот пазар во општина Центар, јануари и февруари се најтешките месеци за заработка. Сивилото и зимското студенило ја отежнуваат нивната работа. Бројот на муштериите е намален, а годината што помина не им беше особено наклонета во однос на проблемите и предизвиците со кои беа соочени. Наместо вообичаеното работно темпо, овие неколку дена продавачите на зелениот пазар работниот ден го започнуваат со протест. Револтирани се на одлуката на општина Центар, со која паркирањето поскапува и во зоната околу пазарот чини 70 денари од час. Продавачите велат дека прометот е намален и дека ги губат муштериите. Тоа е решено, значи 70 денара сат за комбинат за нашите картички што имаме од 800 денара е 1500 денара покачено сега. И плюс не ни даваат картички и немаме дозвола со комбинија да влагаме внатре. Викат купувајте коли ако сакате да влагате внатре. А со коли не можеме да товараме ние.
Новите барања на продавачите се да се врати старата цена на паркингот и да се воведе 1 час бесплатно паркирање за купувачите од пазарот. Бараме да ни ослободат 1 сат за нашите муштери да може да влезе да пазарат бесплатно. Ко сегде што постои 1 сат бесплатно, нека си ја терат они својата работа, меѓутоа да не остават и нас да работиме. И ние сакаме да живееме, имаме фамилија, и ранимо овдека. Пазарчиите на зелениот пазар велат дека ефектот од зголемината цена на паркинг услугата во општина Центар веќе ја чувствуваат врз својата работа. Во последната недела прометот значително им опаднал. Има луѓе, јас сум ги видела, ја гледа дека е стајано 70 денари и се враќа назад. Некој го пратиле од дома за кило кромит и кило компира, он треба да плати 70 денари, поише го кошта паркингот него ли кромидот и компирот. Маријан Ѓорѓевски е редовен посетител на зелениот пазар. Не ја оправдува одлуката за поскап паркинг, зашто според него за цената која ќе ја плати за 2 часа паркинг, може да ги купи намирниците кои му се потребни од најблиската продавничка. Тука треба да има нешто подобро за паркирање и цената да нема цена. Си дојде слободно да си пазариш. Зошто да 200 денари за пазарко, со 200 денари ќе купиш сигурно 3 артикли повеќе. На протестите на пазарџиите реагираа од паркинзи на општина Центар. Оттаму сметаат дека решението на проблемот треба да се бара во Скопски пазар, кој треба да обезбеди дел од својата парцела која ќе биде наменета за потребите на закупците на тезги, а не решението да се бара во злоупотреба на јавна површина за да се задоволат потребите на еден приватен бизнис. Пред непол месец, овие исти пазарџии одржаа предупредувачки генерален штрајк, незадоволни од новиот ценовник со кој Скопски пазар им ги зголеми цените за закуп на тезга. Тоа беше за зголемување на дневниот баждар на тезгите. 250 денари, иначе онака си е стара цена на тезгите, не е качена цената месечната на тезгите, ништо тоа не е качено. Но се чини дека една од најтешките битки кои продавачите на зелените тезги ги извојуваа беше онаа со законот за трговија на зелени пазари, со кој меѓу другото пазарчиите требаше да добиваат лиценци, а се предвидуваше забрана за продажба на пазарите на пензионерите. Под притисокот на јавноста и протестите на пазарчиите пред 1 година, владата го повлече законот, а министерот за економија Кресник Бектеши призна дека анализите покажале дека со предложениот закон штета ќе имаат сите, а особено пазарџиите. Со ова ги завршуваме регионалните вести. Останете со телевизија Ки се ме нада.